Ja sam Dragica Velinova, rodena u selu Vratislavci, rodena Stojčevska, a омажена Velinova. Каде се наоѓаме? Сега се наоѓаме кај манастирчето Свети Спас. Тука ме тераше да направам свети води, а најпрви светата вода Свети Спас. Јас се чудев како да почнам, не знаех, немах услови, не работех никаде. Ама ме поддржа мојата фамилија, ние имахме повеќе сме деца, 11 деца, ме поддржа нашата роднина, пријатели, фамилија. Това мора да го извршиш, за да те стане, вика, фамилијата читава. И ја почнах водата, дојдех тука, а беше да се почне водата со 5 аргати. И ја тоа како го размислувах, не знаех да го опишам со 5 аргати, ама иде ден, дојде една недела, света недела, дош, цел ден врна. И ние со син ми Сашко, кога седееме на селото, и викам, сине, абе, ајде идеме ние, ја имам тета у Луковица, у Шапките. Дидеме до тета, она мора да знае таа вода, дека се наоди, иначе јас нисам додила, не знам дека е. Дојдоме кај неја и она рече, вика, драге, ај ќе дојдат штерките Невенка и Трајанка, ќе те одведат, ја не мога да ода, вика, а они ќе те одведат. Кога дојдехме тука на Ридо, врнеше дожд безпрестано, ама кога кренаме, точно се поклопија, значи работите. Едно внуче на таа брацетка ми Трајанка, ка рече и ја ќе ода, она му се кара, остава го и ја викам, Трајанче, па не го сопире, еле со колите ќе идеме до таму, викате близко, они ми кажуваа близко е водата. И кога спаднаеме тука те низ шумичката озгоре, немаше ни пат ни ништо, така распрснано спадаме и ја као да оти најозад оде како постар човек, кога ги гледам 5. Јас, син ми и двете братчетки и внучето, точно 5 настапихме прв пат кај водичката. И кога дојдохме тука, изгребах ја, оставих паричка. И после, на 20 мај 2016 ќе дојде. На 20 мај имах тежок сон, не ме оставија да спија. Дигнаваме, мораш да одиш водата да ја правиш. Дека ќе се створа тука пред водичката. И ми наредија само како да ја направам. Викат, покриво ќе ја ставиш со плех. Водата ќе ја изгребеш и ќе ја направиш само со камен и кал. Бетон никаде не смееш да ставиш. Таа вода ќе лечи од се. Чудо бех невидена, ама мораше да почна. Не идех мајстор од Каменица, дојдехме, почнахме. Он вари човеко се направи, зема мера, покрихме го. А вика, масата ќе ја ставите дрвена од десната страна. За китките ќе направи кошница Перо од Дзегор. А Перо беше тогај многу болен човек. Он беше у Штипу болница. А на сестра ми е он зет од Золба. И ја така се чуде и викам како бе он ќе направи болен е човеко, дури таму онака дојдеше сестра ми, правиме му обед, викам, абе он е болен, а кажуваме се он да направи това. Абе идете го извадете, однесете го у Скопје у болница, одија и Трајан, брат, тој е така, зет Шура. Тражија го, не можеа да го однесат. Не го дадоа. Они рекли, ако треба да се транспортира, ние ќе го транспортираме за Скопје. И така и беше. Они го откараа за Скопје, човеко се оправи, дојде после, направија за Спасовден таква дрвена, ќе ја видиш доле, ќе ја снимите. И сестра ми ја донесе, врзали машничка, убаво се, и човеко се оправи, те го и денеска е здрав и жив. Он е пат испратил 1000 денара. Рекол да однесе таму на манастирот, тие са пари од мене. Викам, нека е здрав и жив, значи он се потруди колку може и са е добар човек. Какви се плановите понатаму, за уште што имаме за кажување? Па плановите, сега таа втората вода ми е значени, првата ни е од сите болести, рекол ми Свети Спас. После ме тераше тука до врабата да направа вода друга. И како ќе ја направа, дека ќе ја најдеја таа вода, тука е се песоци, такво, кал, шуми. Дојдохме еден ден со домаќинот, това е на 4 декември на Богородица, и ја почнах да греби и извадих водата. Пред тоа немаше вода. Со накупачајка ударих 3 пати и водата излезна, ама зар на погрешно место ја направихме, ние го грабехме кладенец, он падаше.
Айде после другата година докараме машина, оти много тежко закопание, корење, връби, трънje. Докараме машина, машината извади водата. И сам мораше после да оправиме, пръстење донесохме. Ставихме 2 пръстена, а тая е вода за женитба, за рожба и за побратимство. Втората. Третата вода ме тераше да я направя. И аз тука стоех пред църквата. Гледам знак горе на Ридо, тука те шумичката шо е. Знак освети, ама свети, значи како у Скопје шо е това наводно, свети. И јака стоја како гледам знако, дури не мога да гледам у него и викам, одека са този знак тука, зашо е ставен? Значи истите зборови машки ми се слушнаа, вика, това е кръст е ставен за твоята църква и за старата църква. Обрани се натамо, вика, да видиш старата църква. И аз се обрачам на тука и гледам я църквата и там ка белото дърво ще цъфти, покриена со стар покрив. А другата църква, вика, маленка, е там кај твојата коладека, вика, преку нея минете. Значи тука е маленката църква, а надесно е големата църква. Е, тука ме опеа, вика, тука живее Мария, она има само 4 годинки. А да дойде, вика, по трет пат машинисто от Вуковица, не го кажува на име, и да извади, вика, третата вода лековита. Тамо, вика, ќе се лекуват, ќе се мият, кой не може да оди, кой не може да дума и кой му направ да судат. Е, дойдеме пред Спасов ден, не мога да кажа коя година беше, точно извади водата. Ама ние не я почнахме веднага, после дойде Богородица у Каменица, там машинистите уйдоа. Постепено остана ненапънена. Айде после ме тераше со силни гласове, мораш да я направиш, што чекаш, оти не одиш, јас се много и разболех тогава. 2019 се много разболех, значи одех и по доктори и секаде ме одбиваше ја. Ништо не е, дури на домаќино вика, јас тука ка Марија, ка одех на снимање, она леди, вика, јас не знам на тая жена што е здрава. Ој да си дома, вика, не оди, вика, не примај хемикали, оди да си ја вршиш работата. Закажаваме снимање у Скопје. Јавуваме се у недела, откажуваме го снимањето. Вика, нема место за тебе снимање. Ајде преко ред тамо нам, преко пријатели, фата ми ќе ода у Велес. Исто у недела ми се закажу. Какво е това снимање у недела, јас ќе ода. Ама јавуват ме се исто, ја лежат в кредето и ми се јавуват, вика, вашиот термин откажат. Значи, не сам за там. Е, после ка фанаме таа вода да ја правиме, дойде много длабоко, немах финанси, какво што. Дойдехме тук от саджипката, вземаме пръстени, донесла и го викнах па машинисто, исти Панче от Вуковица, дойде. Пустихме там 7 пръстена. И водата потече. Значи водата си я имате, а сега и на 2 пъти я пущаме. Водата е нон-стоп тече и на чешмата и ни сам ако има вода. Подай му на Господа, пожали не, пусти ни водата, да даде мир, здравие на целиот народ по целиот свет. Посакувам сите, кой сака да дойде да се измие, да си најде спасение. Оти Свети Спас, сите да не спаси, и моја фамилија, и чужди свет, и знајни и непознајни, сите да ги поздрава, да дојдат, да си најдат спасение и мир во душата ни. Гледаме тука и црквата е изградена. И фали уште малку внатре, надвор, фасадата. Колку средства се потребни? Отприлика ќе треба да помогне некој? Па ќе ни треба средства, ја тука првите години, додека Башка се почна од 2015 навамо, имаше луѓе да одеа и се собираше нешто пари. А са тие 2 години немаме могуćност, малку са пари, курбана си го даваме исто, ама луѓето се бојат ручоко што го правиме, секој се бои, само раздадеме и си секој заминува. Одат и на водичката се мијат, а средства се потребни унетре да се направи, фасада да се стави и позади остана непокриено тоа тркалцето. Ова значи само вие самите го имате изградено? Сами и од народот што е дал. Од народот. Значи народот помогна што донесоа пари и наши средства нешто
син одава и онко иде по Италија, са у Швајцарија. Исто па дава. Са некне ми вика, мамо, јас ќе дам, вика, целата црква да се, значи, обнови. Викам, не, сине, ќе почекаме малку, ќе видиме, беки па се соберат финансии, беки помине това лошо, да дојде народо, па ипак е за народо, не е за мојата фамилија. Колку деца имате, само син или? Син и ќерка, ќерката ми укочани со 2 внучиња и тука 3-5 внучиња. Они ми се најголемата и поддршка, затоа и почнах тоа. Сега ќе ни треба тука помош со зградичка. Тамо ручоко колку толку го покриеме, това ми го даде покриво. Зетме од Швајцарија, Славчо се вика, он го купи плеко. А дравата ги зимах од шумското од Велчево, преку градоначалникот тука, нешто малку. Купуваме ги, дравата и купуваме. Купуваме ги, а он ми даде за керемидите, ми помогна градоначалникот, грехе да кажа, околу 3000 некаде. Не, 300 броја. Значи најголемиот собир тука ќе е на Спасовден. На Спасовден. Кога се ќе биде готово? Да, на Спасовден. Секога се собира на Спасовден и е многу убаво тука. Кој кај е дошел, вика, јас сум си нашел мир у душата и е многу пријатно место. Нема вика ни возило, ни ништо. Пријатно е за престој. Тука кога ќе се дојде, значи може да гледаме влесот, тука се почнува да се оди кон водичките. Е така, тука е написано, вика, влез и излез, не смееш, вика, да ги враќаш луѓето по истата страна. Морало тука да влезнат, а пато тука не беше направен. Това беше високо, тука мездај имаше. И дојде покоен Симо почина у Каменица од улица е човеко. Имаше машинка маленка, докара брат ми Данчо. И тука спушти он парчето, за да се излази. Да не се враќаат луѓето по истиот пат. По нашиот пат ќе спаднеме. Е тука те на тоа место те. Где се втората или третата година се дојде, баш е тука стоеше Исус Христос. Те тука стоеше, јас беше сгоре. Облечен, знаеш, у тие белите дреи што ги носат у црквата, житки шаренишни што са светли. И јас го гледам сгоре, вика... Усоно. Не сон, това е се визија. Дигнат ме, нема спање, стани, или ќе стана да седне, или ќе стана да стоја. И како го гледам, вика, ти да направиш водата, да месиш колаче у средата пред Спасовден и да донесеш со 1 кило вино, да преноќи тука и читка босилок. Да даваш на шоферите да нема толку многу сообраќајци. И од тога го почнахме исто тоа. Значи тоа си беше дедо Господ. После на вечер визија тука доди истото местите тука некаде те. Доди како дедо Господ е истиот, ми вика, знаци, носи на пъна торба запакувана торбица путничка. Остави ми ја до мене тука, ама ја не ја видох зашто што има в неја пъна, значи пъна торба ми остави и продолжи да си оди на тамо те по пато и јас се сопрех и викам, абе дедо Боже, абе сопри се то одмори, викам, ти многу оддалеку идеш. А он ми одговара, вика, ја оддалеку иде и далеко ќе ода и те тамо на кај дабичката ујде си. И не се врна. После беа моите тежини, значи торбата може да беше презнак дека јас не почнувам да си ја прша работата вистинска. Тога и почнаа моите голготи повеќе, болести, не може да станеш по бањи тамо нам, ама кога дојда тука го најдам миро и тука ми е многу убава вода. Ова долу е првата вода? Да, тука е првата вода, Свети Спас. И ти викам, сега мојата тетка ми вика, кој идовме ка неа, она ми така рече. А Станови беше тука на Ридо, на пато ти дека беше застанал, и пократ. Јас стоја на пато, по тој пат што се скрчуваме надоле. Това е на трети, четврти, пречи се Богородице. И по мене излази од тој пат човек. Од другата страна гледам, на пато на десната страна, стои истиот човек, таков човек. А ја оди и му пиша, пиша му, како на пазарот што се напашта. И јас толку сум се многу изсмејала и викам, мен ме денеска одминахте. А тој човек се обраќа, у бела коса, бела брада голема, вика, денеска те одминаваме, ама ќе видиш едно сколку ќе ти наплатим. Дури беше тоа,
Тия двайцата човеци си заминава за каменица от десната страна. Излази ми на мен от левата страна жена, все църно, облечена църна шамия, все църно вредна, убава жена. И застанала ми те така спроти мене и вика, ти да направиш водата у каменица. Пръв път пушам, не знам вода, не знам нищо. Кренува се она напред. И аз я гледам и трая. Мисля си дека тая вода, кога не ми я кажува дека. Она не се обрача и ми вика па истото. Разбрале, да направиш водата у каменица. Продължува да си оди. И я дигнува вака левата рака. Я гледам от ланката отгоре и вика, разбрале, те търгати да направиш водата у каменица. И аз за това дойдех катета, немаше кой друг да дойда, дойдех катета. Немoj да ти напределя. И като дойдехме тука, и она ми кажува, вика, тука ние сме знали горе, работили шуми, градили, ама от време на време ќе видехме паричка оставено, ама никой не е рекол дека е тая вода свет. Мора да я вика тая, ти си на нея стояла со очите. И затова по тая причина дойдох тука и си викам, не идехме я водата, извадихме я. Слагането го направихме. Може думите. Тук те луѓе првите години, значи това е било разлика невидена. Првите години, тия 2-3 години, а после какво станата со болеста. Хайде го отворим и хладницата, ќе отворим и сликата. На всички спасите. Да ни даде здравие, мир, не ядо прави, тук трябва и ушти, и тук трябва финанси, да се работи и тук. Ей, ги сликате, това си изтече спасите. Видиш, да дали видите. И спаси се, да петка пошла се унува, кона ми беше тога и те, како представник, кона ми каза, како да направя водата. Тук не ме се хвалям, че да се види. Тук ги палим на свещата. Тук е първа. Златна вода ми даде Господ Исус Христос. Нека помага милио, нека дава здравие, мир, спокой на всекој што ќе стапне тука, секој да си најде, а и здрав и жив да си ојде. За што е наречена оваа вода? От сите видови болести е таа. Сите болни. После ми се каза, вика, ќе го снимиш после и столчето. Имам столче. Тука да седне, кој е много болен, тука ќе седне и да гледа у хладенчето. И аз само со кои зборове треба да му кажа и да се измие и ќе биде оправено. Значи до сега имам три ми са казали особи дека са си нашли аеро тука. И детенца е продумало од почане. Јавија се онетат на телефон, дека детето каса да си го измили и е продумало. Викам, дай Боже, на секој нека да на секој. Ајде, това е корпата на перо што ја прави за китките горе. Това си е таблата тамата. Течата вода горе. Дека водите не смеят да се меша, а ка се миеш само на едната вода ќе се миеш. От тука каде се продолжува? Тука се продолжува надесно, нагоре ќе излазиме. И тука поленка по скалите отиде са многу, а са унизаните повредени. Мора да се излезе от тука назад, нема враќање. Сега десно. Са десно ќе идеме кај втората вода. Овде има исто напишено. Да. Тая света вода Божја рака. Така ни е кажа. И те тука се мија тия за женитба, за рожба
и побратимства. До сега си фанаа 2 побратимства тука до тия светка. Ама побратимството не треба да биде како некој што е било стари свет. Треба да биде до 12 до 13 години што ќе го фанеш побратимчето. Да биде чисто дете. Така. Стана стрелото тука се ќе прејде во таа водата, ама не се гледа. Тука има вода, тоа е преливо на таа водичка. Значи, за таму да не прелива оти не е уште до крај, не треба покрив да ја правиме. Ето у нас и тече. Водите ни ги даде Господ, многу убаво течатка. Значи 2 направени, уште едната. Третата, 3 сме направени, а ми се кажува и 4-та, ама не сам до сега за нея ништо сознам. Ено са. Да продолжиме, значи Ќе кон. бидете поканени и сега. Ова е значи втората. Втората, чека да ти ја отворам. Направения... Ја мислех цевото е добро. Не, тука ти само го свеме, ние за прелив да има. Теја третата вода, тука втората. И онака изхвана. И многу бистра. Значи таа е најбистра од сите води. И тука може да се мијат побратимства, електривикам и за женитба и за рожба. Го ще ја затворим. Тука ќе ми треба машина уште една за да операм. Сега да се отргне на таму. Гледа се водите, не? Да се види. Доста работа има. Луѓето. Значи е прелие тука, но ние сме ја пуштили доли на цревото да се чисти. Значи е толку чиста и е бистра за пиење, нема шо. Нека после да затвориме, нека е малко отворено. Продолжуваме нагоре. Сега стигнахме до третата вода. Третата вода, Мала Богородица. Богородица, рожденство на Мала Богородица. Вижте, некои се додели луѓе па, тя кръпичката се оставена. Само додат луѓе, само додат. Ама сега викат водите мируват, да не се мило. Додека е пости. Evo da vidим после. Горе исто има надпис. Да, има тук надпис. За това ще трябва. Само не е оправено. Това правихме попасвам после. Да видиш табличката. Добро, снимам. Чакам да се напие. Много си изчисти, много е убава. Да се прекъсваме, майко Богородица да не чува и водите да не ги чува, да не присушуват. Много е ясно, но тук е как води. Боже, майко Божия. Чувай на мила златна душа, ние много грешиме. Да ни преспеваш. Првата година и втората, водата ни присуши на Свети Спас. Нема. А тук имаше вода и ние решихме да смешаме, да откараме по црево тая вода там. Ама ка ми е здивие, ка ми дойде, ка рече, водата не смееш да я мешаш ли? Тая е вода друга. Тая после вода ми е каза и я после извади. Ти вика, че имаш Божия рака, златна рака. Да не се мият сами да носят вода от првата вода. Само ти вика на кој ќе полиеш, тој си има ер. Иначе, джабе ќе носат, може да си не шкоди нещо повеќе. Ама јас првата година, значи, не го сванах това вистина, ја на секој пънех вода. На секој, сите, значи, немаше кој не однесе вода. Сите однесо и после водата снема. А сега тия 2 години, како си се мият само тука и напишах и на писмото, викам, не се дава да се носи водата. Кој сака да се измие, нека дојде тука. И оне пат едно па прекрши законо, побратимство си фана, да однесе на мама, вика, много е болно, викам, ај да не прекршам толку много, не мога да бида злобна, ставик му и однесе.
Само трябва да се мие на чисто место. И на сон ми додат станове. И аз стана, вика, това е все визия, аз съм заслепена. Нищо, само гласовете ги слушам и стикам. Вика, само тика, че поливаш, тогава че има аир. А на тая вода не ми заповедаете. На тая може да се мие секой. Дали смее да се носи според това, що ви се прикажало? За тая не ми е кажано. И пошто ние направихме на бунар, трябваше да се стави на бунар, оте дойде много длабоко. Ама ние сакашеме секой да може сам да си извади вода, кој ќе замине. Я не мога водата да я заклуча, аз съм отделчала, я не мога да дойда секогаш да му подам вода. И не сака да я заклуча, затова я ставихме на бунари тук. 7 прстена имаме и това е все помощ от народу. Еден сестра ми даде Райна, един прстен она ми помогна. И като ги спустия пръстените, на 21-ви Мала Богородица се те, правихме ручокка и тогава и бешохме тук, значи. И що е чудно, викам, най-вече ме чуди, като се спусти водата отозгоре, сека се направи да застанеме пред църквичката, право у нея гледан. Право у нея. Това е нещо Божие, нещо вистинско, що е, какво е се измерило тук да се направи. Да. Да, това е нещо чудно, да се чудиш и да се звериш. Ама Божията сила е по-силна от нас, со нас управува и мораме да слушаме и да одим по този пат. Накрая еден апел до сите кои веруваат, кои сакаат да помогнат поточно. Па апел до сите добри луѓе, знајни и незнайни, и роднини и пријатели. Слушнете го мојот апел, за да имате мир во душата, кој може да одвои од неговите средства. Не е задолжително колку и како, може и со градежен материјал, може и у пари, кој како е могуќен, така нека даде. За да се помогне да се изгради нешто по-свето, по-големо за народот, да најде спасение. Оти црквата Свети Спас и тука е рамото на неја, да бидат дојдени, поканувам ги сите, оти така ми беше и у визијата. Да објасниме, еве, за да стигне до тука, ние знаеме, меѓутоа, еве, како да се стигне до овде. Штом излезне на Каменички рид, ќе погледне на доле низ Ридо, има пат. Кога идеш од Делчево, значи не за на кај Косевица лево. Да. Изминуваш Косевичкиот пат и кршнуваш на лево на кај браната низ Ридо. Тука има патокас на пато написано, скршнува се и се доди до тука. Пато го оправихме колку толку, може да се стигне дури до тука со кол. Так. И кој не може да оди, може слободно да дојде. Значи најприоритет е да се стегне, да се Сакаме цркват. сега да стегнеме црквата, да се оцрта. Има луѓе што сакат нивна слика да се стави од нивната фамилија, ама ја не само финансии да ја почна. Так. Значи, он ќе даде парите да се изцрта, само треба да се почне. Штом се почне, тога има луѓе заинтересирани од нивната фамилија да дадат слика да се постави од црквата. Од празникот, да, за доград. И тоа е се. Добро, ви благодариме за ова место што ни го откривте и што овозможивте еве преку ова да го видат сите граѓани кои се бараат спас за тоа што го кажавте и да понатаму да го посетуваат, да си наоѓаат како што велат мир. Тоа ми беше визијата првиот пат кога ме донесол кај Свети Спас. Ќе го прочитате писмото, тамо може и да го сликаш да го видат. Беше наредбата да напишеш песната Свети Спас. Да напишеш песната, излезеш горе прв пат, хорот да заиграш, песната да запоеш Свети Спас е зелен класе. А ја, пошто не ја знаех, сите песни съм знаела, значи јас сам без да поеш, била сам у тие работи, ама таа песна не ја знаех. Одака и тетка ми, те Елена и викам, нај сега покојна Бог да ја прости. Нека почива у мир, сите патишта што ми ги отвори. И она ми ја пиша песната, она ми ја кажува, ја пишам, ама не е таа песна. Пред Спасовден 2 дена, дигатме, знаеш това се случува околу 3 саат, од 10 за 3 или 3 и 10, тука. Стануваш, чека, стануваш, мораш да напишеш песната. Ај, Боже мили, какво песна ја ќе напишам, јас самита не мога ни пишам. И стана, запала ја струјата, седна на масата, взимам лист и пенкало, стана домаќино, погледнаме така. Јас си помислих дека ќе ми се скара, ама ништо не ми рече. Он си полегна да си спи, јас
так. Јас не сам мислила ни што пишувам, нити ништо што ќе напишам. И оздоле сам се подпишала, значи од тетрадка 2 страници сам ги точно испишала, испнува се и оздоле се подпишувам. Родена Стојчевска, Мажена Велинова. Ана излаза надвор, вонка, знаете и сино, она ручок прави, па е преспасоден 2 дена. И викам на синот, сине, ја напишах, викам песна. Он радосен и вика, мамо, како написах? И оно зима да ја чита, ама не може да ја прочита, фана да плаче. Вика, мамо, дека ти таа идеја това да го напишеш? А не стои водата на тука, може да стоиш. Ќе ти измрзна тоа. Ја знаете ли на памет? Са не мога да ти ја кажа на памет. Така прашувам. По нешто може да ја кажа, ама имам ја написано и разноцик листови и се, вика не, това е молитва, вика. Ти ќе оставиш од црквата да стои. Ако даваш и на светова, ама това е молитвен град. Ама заминував и Данчо Постар од него, се питај го, он е са у пензија. И он со сестра ми е многу живеала Танаско на Убатец. И ја викам, не, он ми вика, Дацка, оди на ти вика пликото. И ја на него, знаеш, една храбра, така му викам, нешто ме силно тераше. Викам, доста фитка со тие ваши писма, оди да видиш ти, па ја што писмо ќе ти дам. И он слази човеко на тарасата дека седиме, на тарасата, става ташната подрака, зима листо и го чита. И сад гледа у мене, гледа у сина, узнаата и вика, кој го това писа? Син ми вика, Сашко, мама го вика писа. Кој ти го това на тебе составува? Никој фит. Никој не ми го е составувал, ето, дигнаме у 3 сато, мораше да го напишам, и јас не знам што сам пишал. После ќе го прочитувам и кој го е прочитал, првата година тука ка беше, строго беше после ручок да направиш. И ја мисла, имаше ми још крави чуваме. Викам, а зашто посно? Па имаме и мрсно да ставиме. Не, се посно ќе направиш јадењето. Ручоко не смееш да биде мрсен. Дарошто го донесат луѓето, ќе го поделиш на тие што са гости. Првите. И така го и поделиме. За песната, да. И ти викам, и е песната. Првата година и тука требаше да ја прочита. Ја имам внуци, имам братанци од Каменица, те од Луковица. И ја викам, вие ќе прочитате, сине, мене ме е срам. Ама знаеш, сите ме одбие. Вика, тетко, моите викат, бабо, ти си го пишала, ти си го читай, кој ќе ти разбере на тебе? И са, кога сам земала ја да го читам, кажах на луѓето што седеа назими, седехме сите, беше опосено, седиме назими, првата година некој имал дока 40-50 души. Родни ми, пријатели, така са знали. Срам ме беше да кажувам, за да дојдат тука, по која причина ја ќе ги покана. Ама, кога го прочитах писмото, значи, таков сам глас имала некој и ако погледнах у луѓето ка седеа, чини ми се дека ќе плаче. Ама јас си само гледах во писмото и неколку пати само погледнах така во луѓето, сите плаче. Значи, немаше кој не плаче. И после кога станаа, кога престанаш со тоа, идеше ми сестричница од таму, у това време стигаше, вика, тетко, ти знаеш ли каков некој глас ангелски имаше, јас не мислих дека го ти читаш писмото. Некој друг глас имаше. И после по това, реч по реч, ајде ја тоа ќе го направа, ќе ода, водите са лесни, оти беше само првата вода. Лесна е водата, те пато го направивме колку толку диде човек од Каменица со маленка машина, спусти пато за излезење. Ама ја црква не мога да направа. Аме тера црква да правя. Вика, оздоле кај ќе излезнеш през, кога ти рекох, песна ќе запоеш, оре ќе заиграш, ќе ти спаси зелен класе, да се вратат деца од туѓина. А натаму вика, сама ќе си ја составиш. Ќе направиш зграда, црква. Ама да биде, вика, свртена со вратата на водата. Тогаш јас верувам дека е това црква. Не може да биде иначе свртена ако не е црква. Јок, ја не мога да ја направа, не мога да права, нема шанси, ја немам услови да почна да направа. Почни. Луѓе ќе дојдат, дури од странство ќе дојдат, има луѓе напатени ќе дојдат, ќе ти помогнат да најдат спасение, значи това е свети спасение на народ. И сонувам, ту сон, ту ме дигнува. Станувај
И како сум се згодила, тука, дека е та црквичката, ама вратата е на тука, дека не е тркалото. Излазиме, туку до мене кај црквата истиот човек со белата коса, висока, а ја ќе излаза преку таа врата, знаеш, а доле е подол, како некогашните наши кашти, земја си и подол. Врата отворена, ама вратата не ја гледам, врата само има отворена. И он ми на мене вика, тогај сум си чула името тие години, тогај значи, вика, Драгице, чекај да дадеш интервју. А јас ќе излаза на ќе изгрева од таа врата и му викам, абе чекај, ја вара тука нешто, да видат тенџерињата како вријат. И ја излаза од вратата на ќе изгрева, сам наредила 10 тенџериња, тие ростер што са лъскавите, толку 10 ги имаше на саджаци, и ја фатам го првото тенџерче, отклопувам, врие си убаво, ставих капако настрна и ќе се враќам назаде. Кога ќе пречукора на прагов, мојот телефон, имах црно и црвен телефон, сестра ми го беше дала од Швајцарија, модерен телефон. Гледам дека ќе пречукора на прагов, мојот телефон и клуч врзан со црвено парталче, покаво никаде, ама црвено крв. Јас застанах и го гледам, а тој глас силен ми вика, земи си клучо да заклучуваш црквата. Иако сам се напопила, ка сам земала клучо и телефоно и толку веќе ништо. Се завршува тука. И си викам првата година кога идеме тука, јок, ја не мога това така да биде, ја морам да го пронајдя тој човек, ние ту да му нарушуваме, ја морам да го пронајдя тој човек кој од Каменица. Имам братовчетка Милот и неа изгоре Господ много, одака и неа и ја питам. Очу она една мина, ние туку работехме на водата. Она помина тука и вика, се до тука е на това, нагоре е на друг, значи на двојца е на Каменица, па нагоре е на Луковица. Да си у Каменица. Викам, јас тиди и ќе го најда, викам, маре, кој е? И она, знаеш, ми вика, тој човек, вика, не знам дали ти те удобри, вика, тој човек, не мога да ти кажа, вика, јас не сам толку близка со него, ама не мога да кажа ништо. Викам, и да ме тепа, само ми го ти покажи дека живее, јас тиди ќе го питам човек. Ујдохме у Каменица со неа и одиме, викате, таа е кашта. И ја идехме оздоле, он излезна човек од подрумо и се повраќа и ја викам, не бегај, чекај, зака тебе сме. И он, па ајде одете ако сте зака мене, излезнахме тамо, седнахме надвор, ставија кафенце, јабаки петровски, нешто кое време било. И јас вада листовето, па ќе ги видиш што сам пишала, се това е пишано у 3 сато. Ка ме дигнат и мораше да пишам и го това напишувам на него и му го давам. Он ми така одговори човек. Се што можеш да направиш, направи, јас ништо нема да ти преча, това е Божја сила. Човек одобри и тога е почнаме. Те са за тоа го питаеме на там што ќе придадеме. Јас сум ти кажал, Бог си ја знае работата, што треба да се изгради. Ама финансиите са најголемиот проблем. Оти е многу, са не е едно. Са де за една чешма, што се вика ќе го направиш. А тука се покажува повеќе работи. И това ми го рече, не ти го казаха, кога вика да излезнеш горе, песна да запоеш, оро да заиграш. И јас разговарам, јас стоја пред долната вода, те така како пред тебе што стоја и се ми ја кажува сликата, гледам секако што е са направена водата, а до мене стои само ми таа сестра од Звегор од Црн. Вика, кој ка дојде, на секој ќе поливаш. А јас глед што сам замислила, ја ако сам унесес била нешто болна, ја това нема да знам да го кажа. А ја викам, зашто ја да поливам? Јас сум со домаќин, сестра ми е вдовица, она ќе полива. Вика, не, сестрата ќе те дружи. А горе ќе излезнеш? И ја викам, како ќе излезна горе? Ја го това се думам. Не са не се слушали синој и мажо. Како викам ја горе ќе града? Това место е Луковичко, а го кажувам поради това, значи чуждо место, оти тета ми го е кажувала. Иначе ја нема да знам чие е, државно ли е, какво ли е. Вика, това е Каменичко место на тие и тие. Ти слободно ќе одиш, ќе изградиш црквата, вратата да ја биде надоле свртена на водата, а кој дојде вика тебе да те пропади. Нешто ќе го снајде и он тамо нема да се врне. И това сам го се запишал. И луѓето, и тоа, и луѓето да носат
строго старовремска носија. Ја мислам, не е старовремска носија, на секој го расправјам, това и го оправјам, а не това старовремска носија, него да се оди у сукњи. Жена е жена. И со шамија забрадена, и со сукња строго да влазат у манастирчето. Тука и доста средства и досега отишле, сигурно да не претерам, ама од 5 до 10.000 евра ова да се направи. 40.000 пари само работа рака ми земаа за зидањето. Материјално сема, само зидањето. Да. 40.000 ми земаа работа. Денари. Денари. Само зидањето. Тогаш за да се доврши некаде околу 2-3 евра ќе треба сигурно. Сега колку ќе иде, кој ќе иде, не знам. 40.000 само зидањето работа рака. Така и иконостасот внатре е скап. А па това е се вятре горе проходува. Како е планот надворешно? Со фасада обична или как? Сакам да биде со тие плочките што са камено. Да излепиме, може. Да. Такво сакам, имам желба, таква да биде фасадата. И син ми го питах, вика, може, вика, со тој камен и убаво ќе дојде. Од Калимански камен. Така. Еднаш ми рекоа на таа да бица. Зашто за камбана? За камбана, да, исто. А за камбаната, вика, кој сака да се ожени, кој да сака да има рожба, само едно динарче да даде. Не многу пари. Само да учествува, значи, оти знаеме ги могуќностите, едно динарче да даде. И многу имам питање за камбаната, кога ќе какво ќе е, немам услов, не мога уште, не мога. Сад тука, вика, треба да биде камбаната, поставена на това дрво. И да го кажеш, вика, на газдата. Оваа дрво пред црквата. Никога да не го е пресекал. Ова е дап, гледаме. Да, че тука те беше. Тоа се исто ви се прикажува? Да, исто го това ми го кажаа. Вика, не сме да кажеш на газдата да не го сече во одръвци. И съм му кажала. Кажах му човек. На тоа ве газда, приватот. Свештениците како го гледаат овој потек ваш? Имате ли благослов? Ја одих и ги питах, сакам да дојдат. Они ми потражија да им предам црквата. Јави се детето, Мартин се вика попчето, јави се на владикар. Немој, вика, да има тамо гатање нешто, тие работи, викам не, тамо си чисто што е Бог наредил, това е водите и црквичката. Ама јас саках да дојдат, оти имаше многу луѓе првите години пред короната, за да ги освети, да. Ние сме христијани и така, да, сака поп да учествува, това е убавината. Така, да, за тоа и Ама прашав. вика ми потражија црквата и таа година и Јованите посепана со короната, веќе не помислих, значи това ја им кажах, јас имам многу порачки, додека ја това не го изврша, не мога да ви ја предам. Точно така е. А оно ми одговори попчето, вика ти паќе си тамо, вика ти си ги работите. Абе ти си ги работите, ама финансиите колку ќе останат тука. Така. И тоа е се, јас не сакам да поништа никој да повреда и поповето ги поздравувам, сакам и поп да дојде и владика нека дојде, јас се не срам од ништо. Така е. Тоа е кажано, јас тоа морам да го завршам. Така е. Не измислувам, тоа е Таман работа. порачка од Божја сила и мора да се почитуваме. Така, сега да ја видиме песната. Порак од Свети Спас. Само това ми кажа. Станува пише порак од Свети Спас. Това ми е кажано, това го напишах. А оново надоле, што сам го пишала, поим немам, ка сам го пишала и ти викам на бразина, чекай, јас сам, не обрнам надоле. И так, и од тука так, и сам се подпишала. Така. А песната гласи вака. Порака од Свети Спас. Ој ти спасе зелен класе, порака си праќаш, мили Боже, да се вратат чеда од туѓина. Да се вратат браќа, мили сестри, оставија куќи затворени, заклучени со ланци и катанци. Заминаа во тие ладни земји, Америка, Австралија, Германија, Швајцарија. А најмногу во таа црна Италија. Ој ти, мили Боже, и ти Свети Спасе, и ти Мајко Богородице, пораки си праќате да се вратат чеда од туѓина, да си земат тие лути сабии, да исечат ланци и катанци, да си земат тие стари коси, редјосани, никовани, ни острени, на тие стари греди наредени, прадедови, дедови и таткови, одневидувам веќе. Наострете тие лути коси, окосете дворове широки, со трњи и коприви покриени,
Извадете стара софра мајкина, покриена сета со пајажина. Очистете ја, за да се очистат вашите срца и души. Наполнете ја вашата софра со тие селски јадења по таа стара лозница, никогаш не заборавена. Распадната, како вашите срца, кога заминувате, седнете, браќа и сестри, уседнете деца и внуци, наполнете чаши со вино, наше македонско. Наздравете за сите наши македонци во светот. Прегрнете се и запејте песна македонска и да си ја повратиме нашата традиција и јадети, да не ја заборавиме нашата мила Македонија.